Беше тоа на 1. мај 1886 година во Чикаго, Соединетите Американски држави, кога избувна штрајк на околу 40.000 работници кои стапија со барањето за 8-часовен работен ден. На првиот конгрес на Втората интернационала, што се одржа во Париз во 1889 беше решено секоја година на 1. мај во знак на сеќавање на чикашките работници да се одржуваат масовни демонстрации. Од 1890-та, 1. мај се слави не само во знак на борбата за 8-часовен работен ден, туку како манифестација на класната солидарност на работничката класа во целиот свет. На 1. мај 1898 година, празникот за прв пат е прославен во Скопје, Штип и Битола. Беше тоа на 1. мај 1903 година, кога е извршена последната акција во солунските атентати и е нападната телеграфската станица во Солун. Беше тоа на 1. мај 1945 година, кога по иницијатива и со помош на армијата е одржан првиот атлетски настан во Скопје, на кој учествувале првите носители на атлетски настани во тоа време. Лазо Милошевски, Бистрица Крањец, Славко Матовски, Мемо Сулејманов, Петко Митревски, Ристо Бајалски, Стефан Демирев, Наталија Шошкиќ, а нешто подоцна се приклучиле и Андреја Герасимовски, Лидија Славковска, Вера Шекеринова, Зага Иванова и други. Беше тоа на 1. мај 1991 кога во македонската радиотелевизија почна еметувањето на музичкото радио Канал 103. Тоа е првата и единствена алтернативна и некомерцијална медиумска појава во македонскиот етер. Многу македонски групи и артисти своите почетоци во медиумската промоција ги имаат токму на Канал 103, а и своите први живи настапи на некои од многуте концертни активности, што ова радио ги организирало. Беше тоа на 1. мај 2001 кога како реакција на масакрот кај Вејце во насилни демонстрации во Битола се запалени повеќе од 40 куќи, дуќани и фирми. На 1. мај 1924 година е роден Иван Антонов, доајен на македонското радио и телевизиско спикерство. За сите генерации слушатели на Радио Скопје и гледачи на телевизија Скопје, Антонов беше и ќе остане еден од ненадминатите спикери. Неговата спикерска дејност започнува од 1947 година. За својата работа и за извонредното залагање е одликуван со орден на трудот со сребрен венец. На 1. мај 1955 година роден е господин Стефан, поглавар на Македонската православна црква Охридска архиепископија, со целосна титула архиепископ Охридски и Македонски митрополит Скопски. Тој е роден како Стојан Велјановски во селото Добрушево Битолско. Во 1969 се запишал на Македонската православна богословија во Скопје, каде завршил во 1974. Истата година се запишал на Теолошкиот факултет во Белград, каде дипломирал во 79-та. По неговото враќање во Синодот на Македонската православна црква, назначен е за учител во Македонската православна богословија Свети Климент Охридски. Во 1980-та се запишал на постдипломски студии во Институтот Свети Никола во Бари. Во 1982 година дипломира и се замонашува во манастирот Свети Наум во Охрид на 3. јули 1986 година. На 12. јули истата година е именуван за митрополит Струмички, а кусо време потоа и за поглавар на Брегалничката епархија. Во следните години работел како декан на Богословскиот факултет во Скопје, портпарол на Светиот архиерејски синод, како главен уредник на црковниот весник Црковен живот и главен секретар на архиепископот Охридски и Македонски. Во Охрид
На 9. и 10. октомври 1999 година на Црковно-народен собор бил избран за поглавар на Македонската православна црква. На 1. мај 1942 година во атарот на селото Подкамен кај Чајниче, Босна и Херцеговина, загинал Киро Димитровски Дандаро, кој бил активист во прокомунистичките синдикати, поради што бил уапсен и лежел во затворите на тогашна Југославија. Од затвор бега во 1941-та и станува борец на Фрушкогорскиот партизански одред од самото негово формирање. Загинува во борба против италијанските окупаторски сили. По ослободувањето на 18. мај 1948-та, неговите посмртни останки се пренесени во Битола, а тогаш е основана и битолската печатница, именувана со неговото име Киро Дандаро. Тој е роден во Битола на 5. мај 1912 година.